Добре дојдовте во најновото издание на Културна матрица. Во време кога многу малку внимание се посветува на преводот, а уште помалку на јазикот, се одлучивме денешното издание да му го посветиме токму на преводот. Избравме многу интересни соговорници кои што многу ретко се појавуваат пред камера. Останете со нас. Зошто е толку значајно она што постојано го повторувате, да се преведува смислата, а да не се преведуваат само зборови? Бидејќи тоа е суштина на преводот. Да не се преведува зборови и значење, бидејќи значењето е затворено во зборовите, туку да се преведува меѓу зборовите, а тоа е потака под смисла. Преводот има смисла само кога се тргнати по потрка под смисла. Ако се тргнати по потрка по значење, тогаш вие постигнувате така наречен лингвистички превод, кој што не е присакван. Ние се трудиме за естетски превод или превод на антрополошко рамниште. Секогаш зборот содржи приказна некаква. Тоа најдобро се гледа од примери. Ако преведуваме нешто за виножито или за божилак, кој збор ќе го употребиме? Бидејќи англискиот, например, преведуваме од англискиот е еден збор. Во случајов, да речеме, rainbow. Имаат и тие повеќе, да речеме тој збор го употребиле. Сега се разбира дека и едниот и другиот збор се добри. Меѓутоа, што станува ако се зборува во тој пасус за Бог, за некакво обожавање, за некакво религиско чувство или некаква религиска приказна. Се разбира дека ќе го употребите зборот божилак, затоа што зборот божилак во себе содржи библиска приказна. Меѓутоа, ако зборувате за убавината на природата, за некоја есен, рана, ќе кажете виножито, затоа што ги имате боите на виноградот, односно лозијето, и ги имате житото, ги имате сите тие прекрасни бои, само ќе ги затворите очите и ќе се најдете веднаш таму. Така што зборот сам по себе не значи ништо, но заедно со другите зборови значи многу. И многумина паднале во преводот токму на тоа. Кој е најдобриот совет кој што може да им го дадете за преведување на оние културолошки феномени кои што ги има во еден јазик, во една култура, а ги нема во друг? Мора да се внимава. Културата на еден јазик мора да се почитува максимално. Ние учиме на нашите часови како се преведуваат тие лексички отцапки, архаизми, неологизми и така натаму. И најчесто ги заменуваме зборовите, архаизмите со архаизми, дали со турцизми или со словенизми и така натаму, зависи многу од самиот преведувач. Меѓутоа, тој мора да биде свесен дека постојат во оригиналот турцизми, архаизми и така натаму, или неологизми, кои мора свесно да се преведуваат во културата во која се преведува. Во таа смисла и, што знам, гезве или стара чаршија, промаја, тие се турцизми на кои многу треба да се внимава. Може да се преведи, али треба да се биде генерално свесен за тоа. Значи, ако имате свест за архаизми, ќе ги преведете не буквално, бидејќи буквалниот превод или преведувањето на значењето не е наша работа. Тоа е за материја. Можеме ли да дадеме некој конкретен пример како, еве да речеме да ги земеме македонскиот и англискиот јазик, како сте се справиле со некој таков културолошки феномен за кој што сега зборувавме како гезве или како промаја? Најчесто сите овие турцизми ги преведуваме, барем јас кај ги учам студентите, со современи зборови, бидејќи тоа го разбират нашите.
Ние не можеме да форцираме турцизми да се преведуваат со, што знам, зборови од Шкотска, например, или некои диалекти ирски и така натаму, туку да се преведува на собрен англиски јазик. По таа смисла правовефе, драфт, или Олд Базар, Бит Базар и така натаму. Значи да биде разбидливо за денешните корисници на англискиот јазик. Колку преводот може да разубави или да упропасти едно дело? Да разубавиш текст, значи да го, понекогаш значи да го упропастиш. Преводот, всушност, не му прави ништо на оригиналот. Тоа не е моја мисла, таа мисла, ја кажале, многу мина попаметни од мен. Но, вистина е, оригиналот си останува онаков каков што е. Сега, кога преведувачот ќе се заангажира да тоа звучи посладко, покитено, и тоа може да биде упропастување. Имало преведувачи кои мислеле дека можат тие да се истакнат и му направиле мечки на услуга на преводот. Тогаш многу повеќе се гледа преведувачот отколку текстот. Станува непрепознатлив понекогаш авторот, односно оригиналниот текст. Човек мора да биде свесен што има по оригинал. И задачата на секој преведувач е да ја најде така наречената литерарност во оригиналот и таа љубов и до детали, да пренесе во јазикот цел, а потоа да остави облакот од смисла, да се спусти врз неа и заеднички да го формира преводот како дело кое ќе звучи исто онака како што звучал оригинал во времето на своето настанување. Тоа е задачата на преведувачот. Да позборуваме за оние случаи кога преводот, например, станува попрепознатлив од делото. Јас би го навела примерот со преводот на Георги Сталев на Сердарот, каде што почнуван или поемата со напискотници се слушаат од Галичник до река, кое што всушност во оригиналот го нема. Меѓутоа поемата станува препознатлива токму по тој нејзин почеток. Јас искрено да ви кажам, не знам како стои во оригиналот. Сум ги читал и преводот на самиот Прличев, сум го читал и на Петрушевски. На Петрушевски е сличен, малку е различен. Меѓутоа, треба да се има предвид дека авторите најчесто се најлошите своји преведувачи. Тие си даваат една слобода што преведувачот не си ја зема. Така што и Петрушевски и Сталев го имаат истата формулација имаат. Пискотници се слушаат од Галичник до река, а ваму вика пискот и плач се слушаат, ечат од Галичник до река кај Петрушевски. Но не би рекол дека преводот е попрепознатлив од оригиналот, затоа што ние немаме увид во оригиналот. Ретко кој од нас го чита Прличев во оригинал, Мартолозот или Сердарот. Преводот на Сталев веројатно повеќе се фаворизирал во наставата, во училиштата, па е попознат. Меѓутоа преводот на Петрушевски е исто феноменален. Многу е важно што ќе направи преведувачот. Ако е преведувачот и оригинален автор, тој често пати не разграничува меѓу превод и меѓу она што е негова оригинална идеја. И тогаш доаѓа до проблем. Односно, авторот својата прозодија, својата оригинална прозодија ја претвора врз преводот. Меѓутоа, тоа не е окей, бидејќи секогаш треба преведувачот да ја задржи литерарноста на оригиналот. И едно дело да биде препознатливо. Шекспир да биде препознатлив дека е Шекспир, а не дека е Драги Михајловски или некој друг. Има нешто тука кај преведувачите, особено кога има повеќе преводи, па еден ке претежне. Таков е примерот, например, со
преводот на Александар Поуп на Одисејата. Толку е тој прочуен превод и ден денеска ги има 24 на англиски јазик. И тој превод е славен како еден од најубавите, а истовремено е и најкритикуваниот како најнеточниот и најслободниот и распуштениот превод од денешна гледна точка. Тоа се случува затоа што понекогаш преведувачот својата поетика ја наметнува на оригиналот, односно во преведувањето. Па тука Александар Поуп, например, го римувал Хомера во херојски некои двостишја, па рими има некаков јамски десетерец само со еден ритам. Забегал човекот. Едноставно се напишал некаква нова Одисеја, која малку има врска со Одисејата на Хомера. Колку е важна храброста на преведувачот да промени нешто кое што веќе е добро познато кај луѓето на кои што веќе се навикнати. Да го земеме примерот со преводот на Ацо Шопов, кога го преведувал Хамлет, тој to be or not to be го превел како да се биде или не. Драги Михајловски истото го има преведено како да ме има или да ме нема. Колку е важна храброста на преведувачот да ја донесе таа одлука дека она што претходно веќе стоело, веќе е добро познато, во овој случај да го промени. Со самото тоа што преведувачот решил да прави нов превод, значи дека има намера да внесе нешто ново, поинаку да го толкува оригиналот и да создаде ново дело на јазикот на кој преведува, во случајов македонскиот. Еве го дадовте примерот со Ацо Шопов, да се биде или не, кој вака разложено лингвистички, да, одговара на англискиот и не е погрешен превод. Меѓутоа се постава прашањето колку е во духот на македонскиот јазик. Ние велиме има да те нема. Значи, Драги Михајловски прави една нова формулација, еден нов израз и повеќе го уложува во македонскиот јазик Шекспира. Јас така како почувствував и така како преведов. И мене ме нервираше тоа прашање сега и јас го преведов да ми има или да ме нема. Тоа ме мачи. И велики Хамлет е по една специфична ситуација, неколку мачи нешто. Драги е огромен познавач на Шекспир, ама и луѓето треба да знаат дека Шекспир не е само оној Шекспир на Лоренс Оливие кој високопарно го рецитира. Шекспир се играл во театар пред живи луѓе, главно за тие во партерот. Таму и знаели со зелка да мавнат ако нешто не функционира. А кога ќе кажеш да ме има или не, ти зборуваш на македонски. Така, да се биде или не, бидејќи треба да се анализира и текстот околу таа прочуена реченица. Зборувавме претходно за преведување смисла, така? Таму зборува за постоењето, дали да постојам, дали да ме има на светот, дали да умрам, дали да продолжам да живеам во оваа спирала на животот. Таков е понатаму говорот на Хамлет. И вистина прашањето е да ме има или да ме нема на светот. Таа храброст е многу битна и таа храброст не достига кај многу преведувачи. Преведувачот не смее да се плаши од авторитетот на претходните преведувачи. Мора да ги предизвика на двобој. И Драги Михајловски тоа го прави на еден, тоа е пријателски двобој меѓу преведувачите. Така што мора да се оспоруваат претходните преводи колку и да се добри, бидејќи секој нов превод е едно ново толкување. Колку е важно еден преведувач да си го знае мајчиниот јазик и да го знае странскиот јазик од кој што преведува или на кој што преведува? Видите, најважно е
нема тука излаз. Преведувачот мора да ги знае добро двата јазици. Ali се разбира, треба да располага со богат арсенал од својот јазик, ако сака да направи добар превод. Ако не сака, тој е негов проблем. Ние такви преведувачи ги сметаме за лоши преведувачи. Јазикот ти е средството со кое работиш. Доколку не ги познаваш нијансите, зборообразувањето на тој јазик, доколку не ги познаваш оние потанки финеси на сопствениот збор, на сопствената реченица, малку можеш да донесеш. Можеш да му направиш, како што рековме, мечкина услуга на преводот. Преведувачот тука мора да ја надмине својата гордост, мора да ја надмине ароганцијата на нешто од Бога дадено, оти јазикот не ни е од Бога дадено, него го учиме, него не го наследуваме само од родителите или од тетките и од учителките на училиште. Колку преводот го збогатува јазикот всушност? Па многу. Јас секој тврдам дека основна задача на преведувачот е не да им покаже на англичаните. Да речеме, ние Шекспир го преведуваме, за да не им покажеме на англичаните колку го знаеме Шекспир, тие си го знаат. Туку ние го преведуваме, за да збогатиме нашата книжевност, нашата литература и нашиот јазик со наши идеи, со нови концепти, нови поими. Колку се реални оние тврдења на македонците кои што не се јазичари, кои што не се преведувачи, кога ќе земат да преведат нешто, еве на пример да земеме од англиски, го преведуваат одредениот текст од англиски на македонски и често пати коментираат дека англискиот е многу побогат јазик, дека македонскиот е многу сиромашен, па не можат да најдат соодветна формулација која што би ја превеле, да речеме, од англиски на македонски. Постои ли всушност воопшто сиромашен и богат јазик или само станува збор за непознавање и за недоволно познавање на јазикот? Не постои сиромашен јазик. Македонскиот јазик е многу богат јазик. Без разлика колку зборови има во речникот. Оти речникот не го исцрпува целото тоа множество од зборови. Македонскиот јазик има страшна зборообразувачка моќ, огромна. И не е точно дека не може да се најде преводен еквивалент од богатиот англиски на наводно сиромашниот македонски јазик. Тука ќе исковате збор, ќе создадете збор. Тоа го правеле Кирил и Методи, кога ја преведувале Библијата. Тоа го прават големите преведувачи. Не е невозможно, напротив, многу е возможно да пронајдете збор за речиси се. Не се во право оние македонци што мислат дека јазикот им е сиромашен. Сиромашко е нивното знаење. Тоа е сиротата работа во целата таа приказна. Нема богати сиромати јазик. Тука има откриен, разработен како англиски и неоткриен, неразработен како нашиот. Меѓутоа проблемот е во нас. Ние не знаеме. А што се има, Господ знае. Треба да се открива и да се бара. Нема јазик кој што е помалку, како што вика Исаја Севски, уште по 13 век. Исаја Севски вика дека јазикот е дека нема сиромашен јазик. Дека и нашиот јазик е создаден од Бога, а се што создал Бог е убаво. Колку се богати јазикот преку формирањето кованици додека се преведува и може ли да посочите некоја од кованиците кои што вие сте ги создали или можеби ке вашите колеги преведувачи сте ги виделе како поинтересни? Да, јазикот токму така и најмногу се богати. И токму преку преводот, мислам. И ги спомнав Кирил и Методи пред малку. Тие всушност така почнале да се стандардизираат словенските јазици со превод на Библијата од грчки јазик, каде што тие буквално ковале, калки правеле, сложени зборови, за да пренесат некаков поим, некаков концепт на тој словенски, црковно-словенски јазик. Понатаму другите словенски јазици и македонскиот меѓу нив
исто така се подпираат на таа зборообразувачка моќ и мислам дека токму низ преводот, што го покажува фактот дека првата книжевност на словенските јазици е превод на Библијата, дека таа го збогатува не само јазикот, туку и поимањето на нештата. Со склопувањето на тие сложени зборови, вие формулирате една сложена мисла, една сложена представа за нешто. Јас целиот Шекспир кој го работам, кованиците скоро ги задржува. Да не кажам речици сите. Некаде успешно, некаде неуспешно, но јас ковам. Ако ковал Шекспир, ковав и јас. Можете некој пример да ни посочите конкретно? Примери има многу. Devil Working од Макбет со Хајфен. Јавол вратарење. Јас го преведов. Пример. Мене ми се допаѓа на Петрушевски, на пример, многолюдни градој во Одисејата. Го имаме зборот поднебје. И тоа е кованка, под небото, тука. Но јас исковав една кованка која подоцна ја пронедов и во еден хрватски тријазичник од 1809 година која за хоризонт, полунебје. И беше тоа феноменално совпаѓање, кога го пронајдов тој збор на кој мислев со месеци, барајки збор за хоризонт, дека навистина постоел тој збор. Полунебје, на половина меѓу небото и земјата. Омилено ми е unpeople. Unpeople. Обично во преводите, што сум ги секвал, обично се преведува unpeople со опусочи или немало ова, немало она. А јас се трудам буквално, бидејќи е нов збор, unpeople, обезлуги. Тоа е, да речеме, во Антонио Клеопатра, кога Клеопатра е толку заљубена во Антонио, што вери дека секој момент ќе праќам по еден гласник, па макар unpeople Egypt, па макар го обезлугила сосема Египет. И има и по други драми, али тој кованица на Шекспир. И јас тие кованки со Хајфен се трудев секојаш да ги задржувам, за да се види убавината на неговиот јазик. А не случајно Шекспир важи за човек кој што употребил најголем фонд зборови во својот живот, во својата креативна или фаза во својот креативен период. Од кованките, за мене поинтересно е копањето, односно оживувањето на старите зборови. И тука исто така лежи зајакот, односно големата грешка на многумина преведувачи кога велат дека ние немаме збор. Имаме ние зборови со кои може да се преведува и поморска терминологија. А тоа го правам веќе 13 години, го истражувам. Значи тоа се може длабоко во слоевите на јазикот може да се изнајдат зборови кои само треба да добијат ново значење. Кога, на пример, преведуваме делови на брод, треба да го користиме истиот пристап што го имале и другите јазици кога во нив се создавале зборовите. Бидејќи тие се работи за структура и таа структура се пренесувала од куќа на брод, од кровот на бродот. И деловите од кровот, од покривот, се нашле на брод, како слемето, роговите, рожниците, косник, оној косиот јарбол напред, штубав збор, кратек, кос. Нема да кажете во текстот сега косиот јарбол на клунот од бродот ќе ви земе цела реченица, туку си има збор косник, а косникот е греда што е косо на покривот, на чатијата. Тоа се зборови кои веќе постојат во македонскиот јазик и само треба да се ископаат. И тоа се неологизмите, односно или пак старите македонски зборови со едно ново
оживеано значење. И така преводот всушност му го продолжува животот на јазикот. Го остава во живот, му дава нов живот на книжевното дело и ја создава таа игра на зборовите меѓу себе и понатаму смислата со која почнавме. Се подсетувам на она италијанското грацие миле, кое што некој мој колега го имаше преведено како ти благодарам миле. Можеме ли некој конкретен пример за навистина смешен превод да посочиме? Па има многу. Ти обично на интернет ги читам и така, не би сакал за никој почему да се изразам, кога се работи и кога се преведува и се греши. Ама не е тоа. Во претходниот превод на Моби Дик, преведувачот од 80-тите години го преведувал од српски, очигледно, наместо од англиски. Па таму капетанот на бродот нешто мафта со сабја над дланките на еден дивјак и на македонски тоа изгледало дека мафта дека ја наднесува својата дебела и голема нога. Меѓутоа се чудев од каде тоа кога на англиски стои сабја, излезе дека всушност на српски вели махао е едном великом ножином, што овој го преведува како ноџиште, односно нога, огромна нога. Зашто е важно да не се преведува од трет јазик? Па, важно е, бејќи тука е која ќе имате увид во оригиналот, а тука е која немате. Например, не сум сигурен, а меѓутоа јас ги гледав преводи кога работа Шекспир. Тев како Пацрнак работа, како бугарски преведувач работа, српските и така натаму. Некаде се чувствува дека во бугарски превод, например, се чувствува дека е користен рускиот превод на Пацрнак. А преводот на Пацрнак е доволно откачан и нема врска со оригиналот многу. А замислете, овој кој преведува од Пацрнак, уште понема врска и викате каде овде е Хамлет, никаде. Значи, штом преведувате од превод, вие преведувате од нешто што има некаква врска со оригиналот, но не е оригиналот. Сите оние игри, сите оние финеси на оригиналот се губат. Вие раскажувате една приказна, како да ја прераскажувате. И веќе ова доаѓа, индиректниот превод станува рекла кажала. И е комплетно безвреден, според мен. Се сеќавам дека многу често нагласувавте на сите предавања, меѓутоа и уште го нагласувате истото дека не се преведува само јазик од еден во друг јазик, се преведува целосна култура. За вас се сеќавам дека пример за превод беше и оној момент кога Владко Стефановски и Лепи Сол се решиле да ги отсвират македонските народни песни на малку поинаков начин, односно да ги преведат на нешто што би било помодерно. Какви се видови на превод има? Што се е превод? Се е превод. Знаете, нивцова толкогодишна работа, дојдов до заклучок дека се е превод. Дека ние ништо друго не правиме. Дека нема оригинална литература. Дека сите концепти, сите теми се потрошени. И дека ние денеска само преведуваме. Односно, новото е она што ни го даваме е по агулот на гледање на работите, ништо повеќе. Како подпредседател на Сдруженијето на преведувачи на Македонија, ваша оценка за квалитетот на преводите во земјата? Знаете како се вели? Најдобриот превод или квалитетниот превод или преведувач се оние кои што ќе останат незабележени. Фактот што во последно време во Македонија се почна да се дискутира за квалитетот на преводите или се поголемиот број јазични грешки во сите текстови со кои што сме обкружени, ни укажува на тоа дека можеби квалитетот и не е на највисоко ниво. Која е мисијата на Сдруженијето на преведувачи? Мисијата на Сдруженијето на преведувачи на Република Македонија е да воведе професионални стандарди во работата на преведувачите и пазарот на превод, да работи на професионалниот развој на преведувачите, како и да ја истакне професијата преведувач, како меѓу членовите на самата професија, така и кај постоечките и потенцијалните клиенти,
како и сите оние, пошироката јавност, значи кои доаѓаат во допир со преводи секојдневно. При согласноста да се приклучат на здруженијето, сите наши членови мора да потпишат изјава за професионалност, односно дека ги прифаќаат професионалните стандарди и практики на здруженијето, дека ги прифаќаат начално препораките за тарифирање, како и дека се согласуваат со кодексот на етика на преведувачите. Стандардот кој што веројатно наскоро ќе биде усвоен во Македонија како официјален стандард, препорака за преведувачки услуги, ЕН 15038, всушност ги има втемелено основните принципи на процесот на преведување и пред се контролата на квалитетот на преводите. Целиот процес на соработка со стручни лица од најразличните терминолошки области, па се до соработка со лекторите. И секако, враќање на преводот кај преведувачот пред тој да биде предаден кај целниот клиент. Драмски театар со нова представа по текст на Горан Стефановски во режија на Слободан Унковски со наслов Огнени јазици. Промовира на првата книга на македонски јазик за документарниот филм на режисерот Антонио Митрикески. 10 музички документарци на овогодишниот Cinedejs. Минути за настаните од културата. Десеттата јубилејна соработка помеѓу режисерот Слободан Унковски и драмскиот автор Горан Стефановски ќе биде означена со новата представа Огнени јазици на сцената на драмскиот театар. Драмата е приказна за интелектуалниот подвиг и духовното мачеништво на Кирил и Методи на фронтот на вековната борба помеѓу световите на кирилица и латиница. Представата се обидува да ги драматизира судирите помеѓу светото и проклетото, и троштината и мудроста, збегот и домот, лутањето и историјата. Браќата станаа маченици на преводот, така почна војната меѓу светот на кирилицата и светот на латиницата, меѓу исток и запад, војна која трае до денешен ден. Приказната на огнените јазици од Новиот тестамент ветува дека преводот и сеопштото разбирање се можни, а ова е сосем спротивставено на приказната за кулата Вавилонска од Стариот Завет, која ни вели дека преводот е неможен и дека луѓето се осудени да живеат во вечно недоразбирање и неможност за комуникација. Зашто е нашата представа? Она е за Македонија денес, за идентитетот, за јазикот, за состојбите духовни. Тоа е суштината на целата работа. Така да, говорејќи за јазикот, говорејќи за духот на нацијата, ние говориме за историјата и за браќата Кирил и Метод. Во оваа представа си игравме со разни форми, значи од некои најфелиниевски комични до не знам, до најтурбо музички парчиња. Прва книга на македонски јазик посветена на документарниот филм. Познатиот филмски режисер и професор по филмска режија Антонио Митрикески ја промовираше книгата Теорија и практика на документарниот филм. Авторот прави анализа на документарната филмографија на тројца автори: Казимије Шкарабаш од Полска, Мајкл Муроцат и Столе Попов. Мора да го негуваме документарниот филм. Мислам дека документарецот е мајка на филмот. Он не учи да ја бараме таа автентичност, да ја бараме вистината, пристапот да биде автентичен, да избегаме од театарот и од телевизијата, не? Ова е прва книга што се однесува за документарниот филм и мислам дека има историска мисија. Секој што сака да научи нешто повеќе за документарниот филм, од оваа книга може основните елементи да ги осознае. 10 музички документарци ќе бидат прикажани на предстојниот фестивал на европски филм Cinedejs, кој ќе се одржи од 14 до 23 ноември. Филмовите ги селектираше Тони Шарик, директор на интернационалниот фестивал Дорф во Хрватска. На Cinedejs ексклузивно ќе се прикаже светскиот хит за ултрапопуларниот американски бенд National, а ги сметаа за странци, како и филмот на Дейвид Линч Дюран Дюран. По секоја проекција за време на Cinedejs ќе има концерти. Се надевам дека успеавме да го задржиме вашето внимание. Се гледаме следниот петок во истиот термин. Довидување.